Пациентите со ретки болести повеќе нема да се соочуваат со доцење на терапијата. Министерството за здравство ќе набавува лекови во количини за 3 години однапред, со цел да се обезбеди континуитет во третманот. Министерот Азир Алиу информираше дека изменета процедурата за побрз и поефикасен пристап до потребните терапии. Прво, за прв пат во нашата држава ние постапката ја отвараме 3-годишна, заради една цел, и вие знаете дека за жал секоја година ова категорија на граѓани кои што имаат ретки болести или со задоцнување ги добива лекарствата или чека понекогаш за жал и повеќе од недела, 2 или до месец дена. Зошто? Заради тоа што ретките болести се почести ни се и кај нас и во светот, заради таа технологија, методологија на детектирање во рана фаза. Тој појасни дека вториот момент е што е тешко да се направи точна анализа за бројот на пациенти кои ќе бидат обслужени во текот на цела година, земајќи го во предвид моментот дека пациентите се млади, а лекарствата се поврзуваат со тежината на пациентот. За таа цел методологијата се смени и сега веќе отвараме постапка за 3 години, која што ако во случај се трошат повеќе од количините кои што ќе ги имаме како држава, ние да имаме време да отвориме друга постапка, а се со цел граѓаните да ги добиваат тие лекарства на време. Така да воопшто не е точно намалувањето ако се гледа на ниво на годината, бидејќи тендерската постапка и целиот процес ќе биде за 3 години, тоа ни дава комодитет како Министерство за здравство за да може да користиме толку количини колку што имаме потреба кај нас во државата. Така да бидат спокојни и граѓаните и родителите дека државата и Министерството нема да дозволат ниеден од нашите пациенти со ретки болести да чекаат ниеден ден за тие лекарства.